Океј, најдобрата пица некогаш. О, лесно. Минатото лето кај скейтборд паркот, пиперки ананас раскош. Целата сам ја изедов. Најдобар надпревар. Вториот надпревар во оваа сезона. 4 секунди до крајот, мојот неверојатен скок напред и гол! Најдобар трик со карти. Може? Ми требаат само уште 14 шпила карти, 13 кила пердови јајце од ној. Гизмо, ние немаме ништо од тоа. Добро, тогаш вториот најдобар трик. Ау! Нема веќе огромни банани и камења од месечината, ништо. Оу, најдобро патување со супер книгата со вистински џин. Давид и Голијат. Патување со супер книгата каде што имале огнени мечови. Ха, ху, ха, уа! Оу, само да го имав тоа јајце од ној. Ми текна битката на небото Михаел и Луцифер. Знам, најдоброто патување каде што... Каде што? Ништо, само најдобрата, најважната авантура на супер книгата. Што мислите, која беше? Вау, размисли Самуела. Дали мислиш дека од сите сегашни патувања сме имале најдобра авантура што постои? Најважната авантура од супер книгата на сите времења? Може би и не сме. Супер книга! Сега ве водам да видите едни чудни работи, што ако ги испитате поранешните времења, откако Бог го создаде човекот на земјата досега, од едниот крај на небото до другиот, ќе видите такви чуда, за кои светот досега ниту видел, ниту слушнал порано. Моите геосензори велат дека сме во земјата Мидиска. Во година... Види што имаме овде. Дали сте патници што го изгубиле патот? Не сме загубени. И јас сум програмиран да... сакам да кажам тоа значи дека... знаете ли дека имате многу убаво сено овде? И тука. И тука, и... Знаете што? Ние не сме од тука. Јас сум Лука. Ова е Ела и Гизмо. Јас сум Мојсеј. Простете, ама морам да ги вратам побегнатите овци назад. Ќе ви помогнеме. Ви благодарам за помошта, деца. Ова е навистина преубава земја. Долго ли живеете овде, Мојсеј? Веќе со години живеам во Мидијан. А каде живееше претходно? Живее во Египет, а каде што пораснав како син на фараонот. Чекај, фараонот? Како фараонот од принцот на Египет? Да, ама тоа беше во времето на стариот фараон. Иако пораснав како египјанец, по раѓање сум евреин. Еднаш налетав на еден надзорник што тепаш еден роб. Се обидов да му ја запрам раката, ама тој се опираше и јас го оборев на земја. Преместете ги овие цигли, не слушате ли? Ајде побрзо! Тоа беа други времиња. Во Мидијан најдов засолниште и многу години живеам средено. Се грижам за моето семејство и за стоката. И сите робови беа ослободени, така? За жал, не. Мојот народ се уште е поробен. Ама сега му служат на нов фараон што е дури и посуров. Мојсеј, Погледнете! Мојсеј,
tuka sum. Nemu se približuj na ova mesto. Sobuj gi sandalite od nozete zato što mestото na koje stojiše sveta zemlja. Ja sum Bog na tatkото tvoji, Bog na Avram, Bog na Isak i Bog na Jakov. Ja sum той koji što sum. Дали Мојсей разговара со растение? Види, грмушката е запалена, ама таа не се горува. Јас видов како мојот народ страда во робство во Египет. И слушнав како ме проколнуваат да им помогнам заради тоа што толку лошо се однесуваат кон нив. Жал ми е за нив. Сега оди, те праќам кај фараонот. Ти мораш народот Израелов да го извадиш надвор од Египет. Ама, кој сум јас да одам кај кралот и да го изведам твојот народ од Египет? Фараонот е суров и безбожен човек. Зошто би ме послушал мене? Јас ќе бидам со тебе и ќе знаеш дека јас сум тој што те испрати тебе. Кога ќе ме славите на оваа планина откако ќе го изведеш мојот народ од Египет. Ама, ако не ми веруваат или не ме слушаат што им кажувам? Што ако речат, Господ не ти се појави? Што држиш во раката? Овчарски стап. Фрли го на земја. Го видовте ова? Морам да му кажам на Мојсей да ме научи да го правам ова. Пружи ја раката сега и фати ја за опашката. О, Господе, не сум добар на зборови. Никогаш не сум ни бил, а не сум ни сега. Иако ти ми се обрати, ми се врзува јазикот и зборовите ми се сплеткуваат. Кој ја створи устата на човекот? Кој одлучува дали луѓето да зборуваат или не, да учат или не, да гледаат или не? Зар не сум тоа јас, Господ? А сега оди. Кога ќе зборуваш, јас ќе бидам со тебе и ќе ти ги дадам зборовите што треба ти да ги кажеш. Мојсей! Ароне, брате мој, колку ми е мило што пак те гледам. Се случи нешто многу чудесно. Господ ми се обрати, ми рече да дојдам да те пресретнам. Господ ми рече да одам во Египет и да го ослободам нашиот народ. Ама се плашам дека нема да бидам во состојба да го сторам тоа. О, моќен и највозвишен фараону. Двајца овчари бараат прием. Тврдат дека се представници на еврејските робови. Да ги избркам? Не, ќе биде забавно. Воведи ги. Фараонот ќе ве прими. Ве молам, не оставајте траги од кал во салата каде што е престолот. Мојкен, аха, и голем фараону. Зборувај, инсекту. О, моќен фараону, вака вели Господ Бог на Израел. Пушти го мојот народ, да одат и да ми одадат почит во пустината. Кој е тој Господ, за да го послушам јас? Јас не го познавам тој Господ, ниту ќе ги пуштам израелците. Предпоставувам дека тоа значи не. Тргајте ми ги од пред очи, за да може да си направат свеченост. Оу, овчари! Фараонот сака да испратите порака до вашите еврејски пријатели.
Заради вашата дръзкост, сега го сголемува количеството работа на робовите. Имайте убав ден. Зошто му ги донесе сите овие неволji на својот собствен народ, Господе? Зошто ме испрати мене? Сега ти ќе видиш што ќе му направам на фараонот. Заради мојата огромна моќ, тој ќе ги пушти моите луѓе да си заминат, дури и ќе ги протера од својата земја. Пак те преколнуваме, моќен фараону. Во името на Господа, ослободи ги децата на Израел од нивното робство. А јас пак велам не. И кажете му на тој така наречен Бог, кој поставува такви смели барања, дека нема никаква моќ во моето кралство. Тогаш погледни. А да пробам јас со моите магични карти? Добро! Врачови. Моите дворски врачови ќе направат се што вашиот Бог може да направи. Вау, никогаш не сум видел како една змија проголтува друга. Надвор. И кажете им на вашите луѓе дека нема никогаш да ги пуштам да си одат. Фараоне, Господ, Бог на евреите, ме испрати мене да ти кажам, пушти го мојот народ и да оди во пустината да слави во моја чест. Те предупредувам, Мојсей. Не го искушувај моето трпение, или ти и твоите еврејски изроди ќе платите за тоа. Тогаш водите нека се претворат во крв. Вечерва ќе се бањам во палатата. Што треба за тоа? Вака вели Господ, пушти го мојот народ да оди и да слави во моја чест. Никогаш! Тогаш Египет ќе го снајдат уште казни. Жаби. Комарци. Старшлени. Помор на стоката. Джирови. Град. Скапуци. Не! Семоќен Ра, Бог на вечното сонце, заштити не од измачувањето на Богот на мој овчар. Добро, ова ќе го научира. Вака е подобро. Здраво! Ќе
го казнам со уште една казна фараонот и целиот Египет. Господ ќе помине низ Египет и сите првородени во земјата ќе умрат. А на секоја израелска куќа ќе има намачкано крв од јагне како знак. А Господ ќе ја види крвта од јагнето и ќе ги прескокне тие куќи. Дури и првороденецот на фараонот ќе умре. Губете се. Оставете ги моите луѓе и земете си ги израелците со вас. Никогаш немам видено толку многу луѓе. Мора да имало милиони израелски робови. Веќе не сме робови. Фала му на Бога и на Мојсей. Тој ќе не поведе во нов живот. Моќен фараоне, зошто ги пуштивме израелците да си заминат? Робовите не може да му наредуваат на фараонот. Мора да платат за тоа што го сторија. Капетане, соберија војската. Подготви ги сите кочи во Египет. Ќе ги смачкаме овие гнасни израелци. И овој пат никој нема да избега. Како да дојдеме до планината на Господ кога Црвеното море ни е на патот? Мојсей знае каде не води, тогаш сигурно знае и како да стигнеме до таму. Мојсей, фараонот не брка со својата војска. Имајте верба. Господ има план. Ти, случајно да не го знаеш планот, а Мојсей? Не, се уште не. Ама знам дека Господ е секогаш со нас и тој ќе ни го покаже патот. Гледајте! Што се случува? Продолжите да се движите. Ги имаме во стапица ке Црвеното море. Мојсей, зошто викате кон мене? Речи им ти на израелците да тргнат по патот. Сега подигни го стапот и испружи ја раката преку морето и подели го. Човече. Го гледате истото што и нас? Ова е многу подобро од мојот трик со картите. Во име на боговите што се случува? Што чекате? Понив!
Дали се тоа сите израелци? Се надевам дека се, затоа што се приближува војската на фараонот. Кој би рекол дека еден обичен овчар ќе биде избран од Бога да ги спаси сите израелци? Лука, се случува. Се враќаме назад. Ова беше... Чудесно. Најчудесната авантура на супер книгата некогаш. Се сложувате? Се сложуваме. Ама знаете што? Тука е и најдобрата авантура со джинот. И она другата со огнените мечови. Да, тоа значи дека ќе има уште многу авантури. Едва и чекам. Јас го кажав тоа? Да најдеме супер книгата за да не однесе во нова авантура. Супер книго, Каде ли е каде супер си? книгата? Никогаш не можеме да ја најдеме. Доаѓа само кога таа сака. Супер книго!